Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Како очекуваш Бог да ја користи твојата уста за да ги менува животите на другите луѓе, ако ти ја користиш преостанатото време за да ги понижуваш луѓето, да ги клеветиш, да оговараш и да бидеш негативен? Ајде. Зборовите се како резервоари за сила. Исто како што оваа чаша содржи многу различни видови на работи за пиење, нашите зборови можат да содржат и да носат многу различни видови на работи. Тие носат креативна сила. Бог рекол, нека биде светлина. И еве светлина. Бог создал се што ние го гледаме со зборови. Така зборовите имаат креативна моќ. Библијата не вели дека Бог си мислел нека биде светлина и беше светлина. Бог рекол нека биде светлина и беше светлина. Така ние гледаме во почетокот на Библијата за кое мислам дека можеме да речеме дека е модел за како да ги направиме работите. Така вашата уста може да биде исполнета со создавачка моќ, што можете да ја зборувате над вашиот собствен живот, над животот на луѓето кои ги сакате, вашиот град, светот. Со вашата уста вие можете да зборувате против непријателот. Вие можете да ја сопрете неговата акција во вашиот живот со тоа што ќе го зборувате Божиот збор. Ѓаволот му зборувал на Исус. Библијата вели во Лука глава 4, ѓаволот му рече на Исус и Исус му рече на ѓаволот. И тој му цитирал стих назад. Не знам колку од вас одвраќаат на ѓаволот, но ако никој не ви кажал да го правите тоа, вие би требало да почнете да одвраќате назад. Ако тој ви зборува, одвраќајте назад. Исто како што децата ви одвраќаат, почнете да зборувате назад на непријателот. Не сакам да заборавате што ви велам. Ви имате можност да зборувате креативни, моќни зборови над вашиот живот, над животите на вашите сакани. Но ви исто така можете да зборувате и деструктивни зборови, работи кои ќе ве повредат врз самите себе, врз вашата иднина. Биете внимателни што велите за вашата иднина. Пророкувајте ја вашата иднина. Декларирајте го она што сакате да го видите да се случи и она што Бог вели дека може да се случи, наместо само да зборувате дека сте исплашени, дека ќе имате повеќе тешкоти од она што секогаш сте го имале. Амин. Изреки 10:19. При многу зборови не се избегнува гревот, но оној кој ја воздржува устата своја е разумен. Сега, овој викенд ние зборувавме за дисциплина и самоконтрола. Овде вели, ако се воздржуваш или дисциплинираш, или ги контролираш твоите зборови, тогаш ти си разумна личност. Тоа значи дека ти си добар менаџер на силата што Бог ти ја дал во зборови. Можам да зборувам за ова на различни начини, но имам специфичен начин на кој сакам да го поучувам ова попладне. А тоа е како вашите зборови влијаат на помазанието од Бог врз вашиот живот. Сега, кога јас прв пат станав сериозен студент на Библијата, а бев во црква долго време пред тоа да се случи, одев на црква веројатно 7, 8, 9 години пред. Навистина, го сакав Бог и бев нановородена. Бев спасена преку благодатта. Знаев дека ќе одам во небото, но не бев толку сериозна за мојата врска со Бог. Знаете, мислам дека многу луѓе го сакаат Бог во нивниот живот. Сакаат да бидат сигурни дека нема да одат во пеколот, но тие не живеат за Бог. Тоа не е смислата на нивниот живот. А Павле вели, да живееш е за Христос, да умреш е придобивка. Во него јас живеам, се движам и постојам. Во Матеј вели, барајте го најпрво Царството Божјо и неговата праведност, а се друго во вашиот живот ќе ви биде дадено. Бог не е споредна личност. Тој не е полиса за животно осигурување. Тој треба да биде главната работа во нашите животи. И така, јас го имав Бог, но ајде да речеме, тој не ме имаше мене.
Колкумина од вас знаат што сакам да кажам со тоа? Во ред. Јас го имав него, сакав да одам во небото, сакав да се молам и да добиам помош кога имав проблеми, но јас го немав предадено мојот живот на него. И така кога почнав навистина сериозно да го проучувам Божјото Слово, една од работите што се случуваа во тоа време, назад во 70-тите, беше големо излевање на Светиот Дух на секаде на земјата. Не беше само на едно место или една деноминација или само во една мала група, но се случуваше на секаде низ светот. Бог го прави во различни времиња низ историјата и тоа се нарекува пробуда. Тоа е време кога Бог доаѓа и се покажува за одреден период и ја буди црквата. Сега, ние не живееме во тоа цело време, но јас сум благодарна што бев дел од тоа, бидејќи мојот живот беше допрен на многу длабок начин. Тоа исто беше време кога Светиот Дух изгледаше како да има специјална благодат за луѓето само да го љубат и љубат Божјото Слово. Беше нешто ако имаме 3,5 часови служба во црквата. А денес само ги именуваме, имаме 3 или 4 служби едно утро и се 10 минути од ова, 5 минути од тоа. Јас разбирам дека ние имаме различна ера и различно време во животот, но ви велам, нема многу луѓе денес кои би издржале 3,5 час служба во црквата. И така тоа беше специјално време и јас верувам дека имаше посебно помазание. Беше ништо да одиш на едно неделни, како што ги нарекувавме камп со станоци, каде што одиш на црква 3 пати дневно 7 дена поред. И понекогаш дури цел месец има пробуда, а ние не се изморувавме од тоа. Едноставно го сакавме Словото, Библијата, Словото. Една од работите што најмногу ги слушавме од поучувањето тогаш, денес не ги слушаме толку често и мислам дека тоа нешто за кое треба да слушаме повеќе е помазанието. Само помазанието. Сега кога ќе кажам помазанието, можеби има некои луѓе овде кои воопшто не знаат за што зборува. Така, што е помазание? Помазанието е присуство и моќта од Бог во и над твојот живот. Често пати ние сме помазани од одредени работи. Така, има општо помазание над нашиот живот како верници, но потоа Бог може да не помаза за специјални работи. Јас сум помазана како библиски учител. Тоа значи дека Бог ме повикал и ме обучил да го правам ова. Сега, помазанието е многу важно. И ние знаеме, се што Бог ни дава доаѓа бесплатно. Исус плати за тоа, но на некој начин не е бесплатно. Јас верувам дека има одредени работи што ние можеме да ги правиме и тие ќе го спречат помазанието, а има одредени работи што можеме да ги правиме што ќе го зголемат помазанието. Слушнав еден служител рече, ако сакал да го зголеми помазанието над неговиот живот, пред да стане да зборува, ако чувствувал дека можеби го нема Божјото присуство на вистина силно, тој само поминувал повеќе време читајќи го Словото и помазанието над неговиот живот се зголемувало. Можеби малку повеќе молитва и помазанието над вашиот живот ќе се зголеми, но ако не знаете што е помазание и ако не знаете колку е тоа важно, тогаш би можеле да правите работи кои го спречуваат помазанието над вашиот живот, ниту да сватите дека правите нешто. И една од работите што ќе ја најдете многу често, а јас ќе ви ја докажам со писмото, е дека зборувањето на погрешни зборови ќе го спречат помазанието над вашиот живот. Бог е многу допрен со тоа како ги третираме неговите деца. Не му се допаѓа кога се однесуваме лошо со луѓето. Не му се допаѓа кога зборуваме лошо за луѓето. Или шириме гласини, или оговараме, или ги клеветиме. Сушност, мислам дека тоа е веројатно една од најопасните работи што ние ги правиме. Ние треба да бидеме малку помудри и да имаме малку повеќе побожен страв за тоа како се однесуваме со луѓето, како им зборуваме и што зборуваме за нив. Може ли некој да се однесува како да се согласува? Ми требаше долго време за да стигнам до таму, но можам да ви кажам дека имам побожен страв од тоа да се однесувам лошо со луѓето. И ако имам лош ден и се однесувам лошо кон некого, ми требаат само 5 секунди за да Светиот Дух ме исплеска по мојот мал духовен задник.
Ќе отидам бргу и ќе се извинам. Например, јас не би дошла овде на оваа проповедална обидувајќи се да проповедам ако сум лута на некого. Апсолутно не би го направила тоа, бидејќи верувам дека тоа би имало влијание и ќе го спречи помазанието на мојот живот. Јас се чувствувам така, а тоа е најважната работа што ја имам. Тоа е Божието помазание. Илјадници луѓе нема да се соберат заедно во зграда за викенд, да си потршат еден викенд од нивниот живот за да слушнат некого како зборува, ако тој или таа не зборува нешто што на вистина има влијание или ефект врз нивниот живот. Сега можеби вие не можеби на вистина не знаете што е помазание, но еве јас сум тука и зборувам. Но всушност Бог ме употребува да ви зборувам на вас. Така да зборовите кои јас ги зборувам имаат едно влијание на вас, кое вие ниту го разбирате, ниту го сваќате. Двајца можат да станат и да ја зборуваат истата порака. Сам тоа може да биде од збор до збор. И ако еден од нив не е помазан, или можеби се обидува да го стори тоа, има секакви смрдливи работи во својот живот, тука нема помазание. Може скоро да те направи да заспиеш и ти немаш никаков интерес да го слушаш. Не добиваш навистина ништо од тоа и не се сеќаваш што кажал. Но некој кој има блиско со Бог, тие исто не се совршени. Никој не е совршен. Но мислам, се покајуваат кога ќе направат погрешни работи и се обидуваат да бидат внимателни како живеат. Тие живеат за да го угодат на Бог. Мислам, колку од вас знаат дека има разлика во тоа само да правиш нешто и да биеш сериозен околу тоа. Тогаш таа личност може да носи многу јако помазание над нејзиниот живот. Оно што ќе го каже таква личност може буквално, како да продире на твојот мозок и да оди во твоето срце и ти добиваш не само информација, туку откровение. Има разлика во тоа некој да ти даде само информација и некој да ти даде нешто. Тоа е како... Сватив. Како може некој случајно да го вклучи телевизорот среден ноќ а се обидуваат да го исклучат и гледаат одреден проповедник кој кажува некои одредени работи и потоа тие луѓе велат: тоа го промени мојот живот. Како го менува животот со една реченица? Па Бог може да направи се што сака. И тој бара луѓе за да ги употреби и кога ќе го живеат својот живот на начин на кој можат да носат многу јако помазание на нивните животи. Интересно е да слушате луѓе кои се обидуваат да зборуваат за помазание, а навистина не разбираат што е тоа. Ние сме имале луѓе кои рекле нешто вака: јас дојдев на тој состанок и не знаев за што се работи. Но имаше нешто во просторијата за кое никогаш порано не сум се така почувствувала. Па знаете, супер е да имаш една помазана личност, но кога ќе дојдеш среде полна просторија со помазани луѓе... Хајде сега. Бидејќи еве го фактот, како верници, ние сите сме помазани преку Бог. Ајде, има едно помазание кое пребива на тебе. Затоа Библијата вели, например, положувајте ги рацете на болните и тие ќе оздрават. Зошто ти би положил раце на некого и да се молиш за него? Каква врска има тоа? Помазанието всушност е реално, може да биде почувствувано и преносливо. Затоа јас мислам дека ние треба да правиме повеќе од она што го вели Библијата отколку сега. Ало? Што зборуваш? Најпрво од се, Исус е помазаникот. Така. Тој беше помазан од неговиот татко. Има татко Бог и Исус кој е Бог. И Светиот Дух кој е Бог. Ние не разбираме многу таа математика. Еден Бог, три личности. Јас не го разбирам тоа во мојата глава, но го прифаќам. Ние може да имаме пријателство и врска со сите три личности на тројството и секој посебно прави нешто специфично за нас. Кога Исус замина вознесувајќи се во висините, тој не остави сами. Тој рече: јас ќе бидам со вас секогаш. Она што тој го направи беше дека го испрати Светиот Дух
помазанието, присуството на Бог. Духот Божи е присуството на Бог. Тој го испрати Светиот Дух да го представува Него и да работи во интерес на Него. И тој рече, тој беше со вас, но сега тој ќе биде во вас. Ајде, држете се за тоа. Сега, тој ќе биде во вас. Така тој им кажал на верните да одат и да чекаат во горната соба се додека од озгора не дојде ветувањето врз нив. И тоа ветување од озгора беше кога Светиот Дух се спушти на денот на Пентекост, како што е запишано во Дела глава 2. Сега, јас не знам зошто таа религија се обидува да ги сокрие сите овие прекрасни работи што се случиле во Дела 2 глава. Јас мислам, како што тие чекале во горната соба, наеднаш, не знам за вас, но јас можам да го употребам зборот наеднаш во мојот живот. Ајде, наеднаш, како мокен ветар, вели, се појавија врз нив јазици од оган и застанаа врз секој од нив. И сите тие почнаа да зборуваат во јазици или различни јазици, странски јазици како што Духот им даваше да изговараат. Сега јас нема да имам долго поучување за зборувањето во јазици, само да исплашам многу од вас кои да ќе мислат дека тоа е од ѓаволот, како што патем не е, но Хајде да ви кажам, само затоа што вие не сте искусиле нешто, не значи дека тоа не е реално. Ние сме многу будалисти ако се согласуваме што вели некоја деноминација, наместо што вели Божиот збор. Амин. Сега, крајното нешто е, дали првата работа што Бог ја направи е дека ги допре нивните јазици. Дали има некој во оваа зграда денес? Јас реков, првата работа што Бог ја направи беше допир на нивните усти. Тој ги запали нивните усти. Тие очигледно се однесуваа малку чудно, бидејќи беше 10 часот наутро и сите мислеа дека тие беа пијани. Кое што нешто ми кажува дека вистински исполнет со Светиот Дух, со оган христијанин, може да се однесува малку чудно од време на време. Сега јас не мислам дека ние треба само да излеземе во светот и да гледаме колку можеме да бидеме чудни. Мислам, ние треба да употребуваме здрав разум, ограничување и да обратиме внимание кој е околу нас. Но суштината е, дали Исус умре за да ние само продолжиме да бидеме мизерни верници? Тој умре за нас, за да ние можеме да имаме исполнет со живот, моќен исполнет со дух во оган победнички живот. Ако вие навистина го познавате Бог на начин на кој што Тој сака да го познавате, вам нема да ви биде досадно христијанството. Една од работите што Бог ги направи беше кога Тој го испрати Светиот Дух, кога Исус го испрати Светиот Дух, Тој донесе дарови со Него. Тој донесе мокни дарови со Него. Има 9 од нив, посебно. Има 9 плодови од Духот, има 9 дарови од Духот. Јас верувам дека сите тие се еднакво важни. Не сакам да ги ставам даровите пред плодовите, бидејќи да бидеме искрени. Познавам луѓе со дарови кои немаат плодови. Тоа исто така е пувкасто како пуканки, знаете. А тоа ние не го сакаме. Но Бог ни дал збор на знаење, збор на мудрост, разликување на духови, и тоа е многу важно. Дали некој ще се молеле за разликување? Библијата вели дека ние треба да се молиме, да бараме и да ги употребуваме даровите на духот. Така, ако не правите воопшто ништо друго со она што го реков ова попладне, ве молам, одете дома и почнете да се молите. Боже, те молам, исполни ме со сета сила на Твојот Свети Дух.
Молете се секој ден Бог да ви исполни со Светиот Дух, бидејќи ние треба секогаш да бидеме исполнети со свет. Јас не сакам само еднаш допир од Бог, кој би требало да ми трае до крајот на мојот живот. На мене ми треба свеж допир секој ден. Затоа јас станувам од креветот секое утро и одам да поминам време со Бог. Ајде да ви кажам, ако ние се однесуваме дека сме очени за Бог, тогаш ние не би биле цело време толку очени во нашите околности. Најнакрај, ние можеме да исползиме од креветот 15 минути порано и да кажеме: Боже, јас нема да го поминам овој ден ако немам допир од Тебе. И така, на мене ми требаш ти да ме допреш денес. Дали сакате да носите едно помазание на вашиот живот? Едно помазание за кое луѓето едноставно ќе знаат: има нешто во тебе, не знам што е, но има нешто. И тие ќе сакаат да бидат околу тебе. Ти ќе имаш омиленост. Ти ќе знаеш работи за кои нема да знаеш како ги дознаваш. Ќе имаш правилен одговор во правото време. Ако некој има зол дух во него и се обидува да биде пријател со тебе и погрешен мотив, овде доаѓа тој дар на разликување. Ти ќе кажеш: не знам што е тоа, но ќе ја проверам таа личност. Јас... И потоа има други работи за кои знаете: дар на вера, работа со чуда. Дарот на вера е вид на вера која надминува се. Сите ние имаме вера. На секој човек е дадено мерка на вера, но дарот на вера е нешто кое оди над тоа. Тоа е вера која ниту ти не ја разбираш зошто ја имаш. Јас верувам дека Бог му даде на Дејв дар на вера да истапи напред и да го направи она што го направивме кога ја почнавме оваа служба. Немам време да ви ја кажам таа случка, но она што јас го правам нема никаква смисла воопшто. Ако знаете од каде доаѓам јас, моето ниво на образование и условите во кои бев кога Бог ме повика да го правам ова, сакам да ви кажам: Бог, ако Бог може да зборува на пророк преку магаре, тој може да те употреби и тебе, и тој може да му употреби и мене. Амин. Добро, како очекувате Бог да ја употреби вашата уста за да ги промените животите на другите луѓе, ако вие се обидувате да ја користите останатото време, за да ги сечете луѓето, да ги оцрнувате, да ги озборувате и да биете негативни? Ајде, и така нашите зборови имаат голема врска со помазанието на нашиот живот. Има и други дарови: пророштво, јазици, толкување на јазици. Луѓе, кога доаѓаме до јазиците, сите почнуваат. Планирам некогаш следната година да направам некои поучувања за даровите на духот. Ќе го избирам правото место, бидејќи знаете, ние... Извинете, го немам тој дар денес. Во службата како мојата не имаме луѓе од секоја деноминација кои доаѓаат, и така јас се обидувам да употребам мудрост. Не сакам да ви исплашам пред да можам да ви помогнам. И така, но јас зборувам во јазици. Го имам тоа над 40 години. Може би е време светот да знае. И затоа го кажав на сите. Амин. Вие велите: па јас не го разбирам тоа. Добро, ниту јас не го разбирам. Но Библијата вели дека кога зборувате во јазици, вие се издигате себе си, се градите себе си во вера. Амин. И така тоа е надприроден дар. Не можете да ги објасните надприродните работи. Има одредени луѓе кои се обидуваат да кажат дека тие дарови се поминати со раната црква. Добро, ако им требале тогаш што ни требаат денес на нас? О, мој Боже, нема никаде во Библијата да вели дека тие поминале со раната црква. Библијата кажува во 1 Коринќани глава 13 дека кога совршеното доаѓа, Мајк ме подсетува од оздола. Кога совршеното доаѓа, тогаш нам нема повеќе да ни требаат овие дарови. Па единственото совршено што јас го знам е Исус, а тој се уште не дошол назад.
И така нам ни треба сето помош што може да ја добиеме. До тогаш, мене ми треба надприродната од Светиот Дух сила за да живеам над корупцијата која е во светот и да си ја задржам мојата радост. Амин. Ако ние сакаме да искусиме повеќе сила од Светиот Дух во нашите животи, треба да ја разбереме важноста од нашите зборови. Зборување на погрешни или негативни зборови може да ја спречат неговата целосна сила за действување во нашите животи. Ако научиме да го зборуваме оно што Бог го вели за нас и за другите, ќе ја зголеми неговата сила во нашите животи и ние треба да избереме. Ти можеш да ги бираш твоите зборови и треба да го правиш тоа многу внимателно.